на линк ја има за министерката за образование. Добро утро, Елизабета. Добро утро. Денеска се вклучуваме од пред Министерството за образование и наука. Во следните 10 минути ќе поразговараме околу една навистина актуелна тема, тоа е образованието и образовниот процес и како ќе се одвива од септември, односно од почетокот на следната учебна година. На оваа тема повеќе детали ќе ни каже заменичката министерка за образование Елизабета Наумовска. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Како што споменав, темата е навистина интересна и ги засега сите оние кои што се вклучени во образовниот процес, како учениците, а така и родителите. Ковид кризата навистина ни направи еден голем проблем, јас би рекла, затоа што од март некаде, тоа е речиси цело второ полугодие, сите деца учеа од дома. Дали ова ќе се случува и од септември? Министерството за образование и наука во тој предходниот период, бидејќи имавме и воредна состојба, имаше ограничување и на движењето на младите, посебно на учениците до одредена возраст, влезе во далечинско учење, значи организирање на настава со помош на компјутер, кој беше предизвик не само за нас како држава, туку и за други држави во Европа и светот, зафатени со пандемијата. Од месец мај, значи од 7 мај, работи работна група во Министерството за образование, Биро за развој на образование, невладини организации, други експерти и универзитетски професори на модел, концепт за далечинско учење. Меѓутоа, знаете дека сето тоа не може преку ноќ да се случува во ниедна држава, па и во нашата. Одиме по фази и уште повеќе. Од разговорите со многу директори на училишта во внатрешноста на државата, со родители, наставници, педагози, скоро сите се едногласни. Ништо не може да ја замени наставата со физичко присуство во училница. Деки ние мора да се прилагодуваме кон новите услови. Пандемијата ќе потрае очигледно подолго во светот и во нашата држава. Не може да се затвориме дома, укинати се полициските часови. Тоа значи дека треба да се приспособуваме, па и во системот за образование со физичко присуство во училиштата. Затоа Министерството за образование овие денови и предходниот период интензивно работи на неколку понудени модели кои оваа недела ги разговара, ги усогласува со Комисијата за заразни болести, и тоа модел за физичко присуство на учениците во училиште, секако во мали групи, со скратени часови, со протоколи за најголема безбедност и заштита на учениците, наставниците и сите вработени во училиштата. Модел кој ќе биде комбинација од учење во училница и електронска настава, односно учење од далечина, и доколку епидемиолошката слика во одреден регион налага и бара или во одредено училиште да се премине веднаш и на учење од далечина. Така, што ќе подразбираат овие протоколи кои што ги споменавте? Значи, протоколите опфаќаат и начинот на организирање, безбедност, мерки за заштита на здравието на учениците и наставниците, дистанца меѓу учениците, број на ученици во паралелки, колку ќе трае часот, колку одморот, како учениците треба и наставниците да се однесуваат внатре во училиште и за време на наставен час и за одморите. Значи, се комплет, како тоа ќе изгледа од здравствен аспект, меѓутоа и методолошки како ќе изгледа еден наставен час. Така, дали е предвиден скрининг на наставниците, како што беше случај со негователките и воспитувачките во градинките? Видете, се дискутира и на таа проблематика. Направен е скрининг на негователките и воспитувачките во јуни месец, меѓутоа не мора да значи дека ако денес некој е негативен, не може попладне или другиот ден да биде заболен. Јас лично, значи мое лично мислење е дека таквиот скрининг е непотребен,
затоа што во тие случаи кога на тестот ќе излезат некои дека се негативни, ќе бидат повеќе опуштени и релаксирани и помалце ќе се грижат за мерките на безбедност. Од друга страна, станува збор за 38.000 наставници во основните и средните училишта. Во еден ден, во една недела не може да се тестираат сите. Секако ние во наредниот период, доколку се тестираат сите тие наставници, повторно за 2-3 недели ситуацијата може би ќе налага наново нивно тестирање и наново. Секогаш кога се носи маска, се почитуваат мерките за безбедност и заштита, а јас верувам дека и ги убедувам и јавноста и родителите особено, дека нивните деца ќе бидат многу побезбедни под надзор и заштита од наставниците и другите вработени во училиштата, каде што ќе мора да ги почитуваат мерките за безбедност, отколку сега во летниот период кога се движат слободно без маски на улица со своите другарчиња во паркови, во дискотеки или на други игралишта. Да, дали ќе значи дека децата ќе треба да носат маска за време на сите часови? Да, тоа ќе значи дека ќе мора да носат маски. Тие маски ќе си ги носат од дома, меѓутоа и училиштата ќе имаат резервни маски, бидејќи за деца се работи, може би некој заборавило маска, му паднало маската. Значи, училиштата ќе треба многу добро, заедно со општините, да се подготват, да обезбедат доволно средства за заштита и за хигиена. Така, бидејќи сме при крај со времето, би сакала уште едно прашање кое што исто така многу се дискутираше во јавноста, а тоа е веродостојноста на тестовите и оценките кои што учениците ги добија на тестирањата, бидејќи сите знаеме дека се учеше од дома и се помагаше дали од страна на родители или пак од друго возрастно лице кое што има познавање од одредена област и материја. Да. Дали ќе се направи никаква евалуација и споредба на она што е вистинска и реална состојба, односно вистинско познавање на одреден предмет со оценките кои што беа добиени? Значи, видете, учениците преку 100 дена, согласно закон, односно 117 или 119 наставни денови, во зависност од македонски или албански паралелки, реализираја настава со физичко присуство пред пандемијата. Значи, тие имаат добиени одредени оценки по законот за основно и за средно образование. Крајна оценка можат да добијат после 100 дена настава. И тоа можеше уште на 11 март, кога се распуштија учениците, наставниците да ги заклучат оценките и законски правно учениците да си добијат свидетелства и дипломи. Ние сакавме овој процес на онлайн настава да продолжи, затоа што 2-3 месеци кога беа дома учениците затворени во карантин, ќе се досадуваја, ќе пршеа притисок кај родителите. Секој дополнително добиено знаење беше бенефит за нив пред се. Нормално е дека имаше слабости, затоа работната група спроведе анкета до сите училишта да ги испита добрите и лошите страни на ваквиот вид настава. Сега ние работиме да ги усогласуваме начинот на подготовка на часот, реализација на часот, платформата доколку треба да работат со учење од далечина, една иста платформа на ниво на училиште, платформа за учење преку компјутер, и начинот на оценување на учениците. Сето тоа е во надлежност на Бирото за развој на образование како стручна институција која треба ваквите насоки да ги изготви и навремено повраќање на наставниците после 10-15 август од колективен годишен одмор да изврши и консултации, обуки како тоа треба да работат од 1 септември. Јас знам, верувам дека имаме квалитетни наставници, тие се испремни, имаат некои веќе одредени предискуства од претходниот период, имаат и своји групи на Facebook или други групи во кои разменуваат искуства. Очекувам и од нив поддршка и соработка да помогнеме на Бирото за развој на образование добро да се снајди во овие услови. Ги повикувам сите
наставници кои реализираа квалитетна настава во изминатиот период, сите своји креативни идеи да ги придружат кон нас. Да ви благодарам за денешното ваше интервју во утренски брифинг. Јас се надевам дека и одговоривме на дел од најважните прашања кои што ги засега родителите. Ако беше отворена емисија што со децата со посебни потреби, што со хроничните болни ученици или еве имам реакции од ученици со ретки болести, па ќе слушниме реакции што со наставници кои се хронично болни, може би да се погодени од овој вирус. Сите тие работи деновиве, значи генерално рамката ја имаме, нас сега уште ни треба да ги усогласиме вакви детали за некои помали групи кои се ризични како и нив. Да ги обезбедиме да се вклучат во воспитно-образовниот процес, а сепак да бидат безбедни од страна на здравието. Јас верувам дека ќе имаме можност повторно уште еднаш да направиме интервју каде што ќе имаме повеќе можност во студио, како што кажавте, да ги објасниме сите овие детали. За сега ќе ви се заблагодарам за денешното интервју. Стојам отворена за соработка. Најважно е да не се крева паника во јавноста. Ние работиме, ги разгледуваме до детал сите аспекти, се она што ќе го слушнеме дека на терен или размислиме дека може да биде проблем, секако наоѓаме решенија или ќе наоѓаме во одрешенија, да не се грижат ни родителите, ни вработените во образование, нивната безбедност и здравје ни се најважни, но исто така ни е важно да имаме и квалитетна, подготвена и со знаење полна младина. Уште еднаш ви благодарам. А ние се одјавуваме од пред Министерството за образование и наука.